Новогодишните и божикните празници оваа година ќе бидат значително поскапи за граѓаните. Цените на основните намирници, како месо, зеленчук, колачи и пијалаци, се зголемени за 10 до 25% споредено со претходната година. Причините за ова се инфлацијата и зголемените производствени трошоци, што дополнително го оптоварува семејниот буџет. Економистите препорачуваат внимателно планирање на празничната трпеза. Наместо преголеми набавки, советуваат купување сезонски производи и споредување на цените во различни продавници. Со добро организирање и штедење, празниците можат да се прослават достоинствено, без да се пробие буџетот. Во текот на минатата недела, од 16 до 22 декември, во земјава се регистрирани 139 нови случаи на заболувања слични на грип, што представува зголемување од речиси 18% во споредба со претходната недела. Најмногу заболени има во Дебар, Гостивар, Куманово и Тетово, додека најпогодена група се децата до 4 годишна возраст. Сезоната досега брои вкупно 799 пријавени случаи, што е намалување за 10% во споредба со истиот период минатата година. Надлежните апелираат на внимателност, засилена хигиена и редовно вакцинирање за спречување на натамошно ширење на вирусот. Во Хрватска е издаден црвен метеоаларм поради оркански ветрови и снежни наноси, кои ја погодија Кварнерската област, каналот Велебит и Централна Далмација. Ударите на ветер достигнуваат брзина до 185 км на час, предизвикувајќи штети и нарушувања во сообраќајот. Хидрометеоролошкиот завод предупредува на сериозни ризици за инфраструктурата и безбедноста на граѓаните. Надлежните ги повикуваат жителите да ги следат упатствата, да избегнуваат непотребни патувања и да се подготват за вонредни околности. Украинските сили синоќа успешно соборија 20 од вкупно 31 руски дрон лансиран кон украинска територија. Благодарение на ефикасната противвоздушна одбрана, спречени се сериозни штети врз критичната инфраструктура и цивилното население. Овие напади се дел од континуираната офанзива на Русија врз Украина, која вклучува интензивно користење на беспилотни летала и ракети. Украинската армија продолжува со засилување на своите одбранбени капацитети за да ги заштити граѓаните од понатамошни закани. Јапонската национална авиокомпанија Japan Airlines беше цел на сајбер напад кој предизвика доцнења и откажување на повеќе од 20 домашни летови. Нападот го погоди системот на компанијата, што доведе до привремено прекинување на продажбата на билети за летовите планирани за денес. И покрај инцидентот, безбедноста на летовите не била загрозена, а нема информации за протекување на податоци. Компанијата успешно ги врати своите системи во нормала по неколку часа, а полицијата започна истрага за кибернападот.